Добар ден, и од мене стартува најновото издание на магазинот за родителство 0М+ на телевизија Телма. Многу е важно бебињата и децата да се заштитат од сонцето. Колку е детето помало, толку неговата кожа е почувствителна и поизразена на штетното влијание на УВ факторите. Денеска на оваа тема за заштитата кај децата од сонце и за штетното влијание врз детската кожа и кои креми се најдобри за се употребуваат во најраната возраст, ке зборуваме со Ирина Велевска, магистар фармацевт, собственик на Омега Ро Козметикс. Добре ни дојдовте. Благодарам за поканата. Кожата на децата се разликува од кожата на возрастните, како што ви ќе спомена во најавата, таа е почувствителна и кај не е поизразено штетното влијание на УВ зрачењата. Зошто е тоа така и во што се состои клучната разлика? Така, целата структура на кожата на детето се разликува од структурата на кожата на возрастните. Најпрво, значи, имаат премногу тенок површен слој на кожата, епидермис, потенок дермис, оне среден дел на кожата, и со тоа имаат и помалку развиени одбранбени механизми кои што треба да се справат со сончевите зраци. Секој човек има одбранбен механизам до одредено ниво од УВ зраците, кој што кога ќе биде надминат, настанува, значи, воспаление, односно горење на кожата. Кај бебињата овој одбранбен механизам воопшто не е развиен до 6 месеци, потоа почнува полека да се развива, меѓутоа не е доволно, значи, тоа за да може да предизвика заштита од сончевите зраци. Значи, најважно е, бидејќи пигментацијата на кожата на децата не е развиена, значи, многу е важно како ќе се заштити детето од сончевата светлина. Имаме разлика помеѓу возраста и како и колку кои фактори треба да се користат и кои креми треба да се користат. Така, сето тоа ќе го разгледаме во денешната емисија, но еве да започнеме кога всушност кремите за сончење може да почнат да се употребуваат, бидејќи има многу препораки деца од 6 месеци да не употребуваат, односно нивната кожа да не се нанесуваат креми со заштитни фактори и воопшто да не се изнесуваат на сонце, некои пак препораки се до 12 месеци да не се нанесува крема со заштитен фактор. Од што зависи кога и дали некоја крема може да биде нанесена на детската и бебишката кожа? Па до 6 месеци е оптимално и е добро детето воопшто да не се изложува на сонце и воопшто да не се користат кремите за сончење. Од 6 до 12 би било добро да се користат доколку веќе треба да се изложи детето на сонце, да се заштити со креми за сончење кои што ќе имаат понизок заштитен фактор. Што би значило понизок заштитен фактор? Не заради тоа што ќе имаат помала заштита од сонцето, туку како се зголемува бројот на факторот, така се зголемува и можноста за алергиска реакција на кожата на детето, и затоа е најдобро да се почне од 6 до 12 месеци со фактор 15, веќе доколку се реши родителот за употреба на креми кои што имаат хемиски заштитен фактор, а не физички. Ќе го објасниме потоа што значи хемиски и физички. Најдобро би било да почне со помал заштитен фактор. Како детето расте или доаѓа веќе во поголема возраст, кога најживо, најмногу трча на плажа, не можете да го соберете, тогаш подобро е да користите поголеми заштитни фактори, не заради тоа што кажав повеќе ќе го заштитат, туку заради тоа што на родителот ќе му биде потешко на секој час да го мачка со фактор 15 своето дете, да му нанесува 15 фактори, затоа тука веќе се препорачуваат повисоки заштитни фактори, заради тоа што ќе го зголемат времетрењето додека детето може да биде изложено на сонце. Така, значи заштитниот фактор всушност го означува времетрењето на заштита, односно еве ја најдов едно објаснување. Ефикасноста на заштитниот фактор се означува со SPF, а бројот кој стои до оваа кратенка значи колку пати подолго можеме да престојуваме на сонце, а да не изгориме при тоа. Например, ако вообичаено гориме за 20 минути без заштита, факторот 15 овозможува на сонце да останеме 15 по 20 минути, тоа се значи 300 минути или пак 5 часа, но при тоа дали е цело време оптимална оваа заштита доколку влегуваме во вода, доколку детето се бања и слично? Да кажам, да, тоа е така, како што го кажавте, тоа значува факторот, меѓутоа, например, доколку влезе детето во вода, излезе, го избришете со пешкир, значи сето тоа влијае на намалување на времетрењето на факторот, па така да ова време јас би го поделила со 2. Значи, тоа време би го поделила со 2 и тоа би било оптималното време кога знаеме дека детето е заштитено со заштитен фактор. Споменавте физички и хемиски заштитни фактори, тоа е сега една актуелна тема пред летните одмори, пред стартот на сезоната на одмори, и родителите се интересираат која е клучната разлика, зошто е важно кремата со заштитен фактор да има физичка заштита, односно физички заштитен фактор.
Па, се делат на физички и хемиски заштитни фактори, заради тоа што физичките заштитни фактори не се абсорбираат во кожата. Значи, тие остануваат на површината на кожата и директно го рефлектираат зрачењето од неа. Значи, не дозволуваат зракот да навлезе во кожата и да направи некои трансформации, односно зракот да се трансформира од светлосна во топлинска енергија или хемиска енергија. За разлика од нив, значи хемиските фактори за против зрачење, тие навлегуваат во кожата и светлосната енергија ја претвараат, односно зраците ги претвараат во хемиски или во топлински. Тука би кажала дека многу побезбедни се за користење физичките фактори, заради тоа што ќе ги набројам цинкоксидот и титаниум оксидот. Најпрво заради тоа што заштитуваат и од УВА и од УВБ зраците. Значи немаме селекција како што имаме ке хемиските фактори. Например, октобензон или авобензонот заштитуваат повеќе од УВА зраците, а помалку од УВБ зраците. Меѓутоа, на детето му треба комплетна заштита, заради тоа што УВБ зраците се тие што може да му предизвикаат повеќе се линкувани со црвенила и горење на кожата, меѓутоа и тие предизвикуваат и канцерогени состојби понатаму во животот, и УВА зраците пак се линкувани директно со канцерогените состојби на кожата. Не е случај ке децата многу често да се појавува канцерот на кожата, меѓутоа кожата памти, кожата памти, точно. Значи кожата памти, подоцна во животот, сите овие згореници и сите оваа изложеност на сонце може да предизвика за порано или пак за воопшто развивање на тип на некој карцином или меланом на кожата. Така, значи физичките фактори не се абсорбираат во кожата, ги одбиваат светлинските, сончевите зраци како огледало, и споменавте тоа се цинкоксид и титаниум диоксид. А кај исто би сакала да напоменам дека кај хемиските фактори тие доста развиваат хемиски реакции на кожата, на што родителите треба да бидат особено внимателни. Значи кога станува збор за избор, секогаш да го прочитаат за кој, кога купуваат производ, секогаш да прочитаат кој заштитен фактор ќе го нанесат, заради тоа што има многу студии во кои што дури например за оксибензонот, кој што сега се повеќе и повеќе се исклучува од детската козметика, направена е студија во Америка во која што од 100 пациенти на 97% е пронајден во урината. Тоа значи дека се апсорбира во целото тело, не само во кожата, а е многу сличен со ендокрините хормони и може да предизвика нарушување на ендокриниот систем. Значи секоја состојка која што ја има козметиката, мора да се обезбедиме дека е безбедна, особено кога станува збор за детската кожа, за да најмногу го заштитиме. Детското здравје е исклучително важно. Кога зборуваме за креми со физички заштитни фактори, дали ти оставаат бели траги на кожата? Така, значи главен проблем и во минатото и сега беше технологијата како да се направи физичка крема, односно ќе наречам физичка крема, која што нема да остави бела трага на кожата. Тоа и најмногу го спречува употребата на креми со физички фактори ке возрастните, ке децата помалку беше проблем, меѓутоа сепак родителите го одбегнуваат и тој фактор. Денеска, на денешно време, особено со нашиот вид на козметика, жива козметика, се направени посебна технологија во која што значи самиот цинкоксид е вметнат во липозом, кој што лесно ќе се исталожи на кожата, ама нема да остави бела трага. Ќе ја заштити на истинен начин кожата, може би подобро, заради тоа што липозомот пак е составен од некое масло природно кое што содржи заштитен фактор и така се спречува значи да се појави белата трага. Многу е важно и како е направена самата крема, бидејќи цинкоксидот се раствара во вода, кога ќе се раствори значи во водата, 90, 70, 60% од кремите понекогаш се и водена фаза, тогаш тој најмногу остава бели траги. Во која форма е најдобро да се употребуваат кремите за сончање? Дали треба да бидат со распрскувач? Дали родителите треба да земат крема за сончање што е во форма на крем, па убаво да ја размачкат, или како млеко за сончање? Мислам дека маслата за сончање не се препорачуваат во детска возраст. Во детската возраст баш овде е многу интересно заради тоа што како се зголемува густината, така се зголемува заштитата. Заради тоа што голем дел од факторите се растваруваат повеќе во масло. Кремите, например, се повеќе маслена фаза отколку водена, иако има и различни.
Меѓутоа, јас би препорачала дека треба да се користат повеќе креми отколку останатите. Лосиончиња. Особено, така. лосиончиња и тоа да се и погусти. Особено би било добро кога во себе би содржале некој восок, значи одредена количина на восок, заради тоа што тој како адхезивен фактор ќе се задржи подолго време на кожата и ќе овозможи значи повеќе подолго време или физичкиот фактор или пак хемискиот фактор да делува на кожата. Значи самата формула во кремата, која што е погуста, овозможува заштитниот фактор да влијае подолго време. Тоа ако станува збор само за распрснувач кој е повеќе воден, како што кажав и претходно, или пак за масло кој што воопшто не се препорачува до првата година, тогаш имаме многу помала заштита од сонцето. И да напоменеме дека е најдобро кремите со заштитен фактор да се нанесат неколку минути, односно најдобро половина час, 30 на минути пред да семејството да појде со децата на плажа. Што доколку се случи, сепак е детето да се јават изгореници. Ете, некој дел од кожата бил недобро намачкан или детето влегло во вода, се задржило малку подолго и слично. Така, значи, зависи до кој степен се изгорениците. Значи, веќе ако се трет степен, тогаш би требало да се побара стручна помош, односно да се однесе детето на доктор. Меѓутоа, додека станува збор само за оние црвенила кои што болат и печат, тогаш најдобро е да се пристапи кон смирување на црвенилото. Најпрво тука е важно не само нанесување на крема, кој што ќе објаснам каква треба да биде, туку и хидратацијата. Значи во тој период детето мора да се хидрира, мора да пие повеќе вода, повеќе течности, повеќе сокчиња природни, кои што родителите и сами може да ги направат. А кога станува збор за кремите, бидејќи викаме дека воспалението на кожата од изгореница е хистаминска реакција. Тоа значи дека е слично на алергиските реакции во телото, меѓутоа затоа се јавува тоа црвенило. Најпрво треба да се користат, според мене, природни компоненти, како што се алантуин или бисаболол. Алантуинот го има во повеќе масла, како што е невеновото масло, маслото од ајдучка трева, од лисичарска опашка, значи маслото, значи тоа спречува да се продолжи црвенилото и го намалува воедно, а бисабололот го има во камелицата. Затоа и многу креми кои што се и на пазарот ги имаат овие две компоненти за смирување на кожата. Ако ме прашате дали треба да биде поводена фаза или помасна фаза, од сите искуства кои што ги имаме досега со работењето со козметиката, од родителите ни е пренесено дека многу повеќе кожата се смирува кога кремата е помасна или кога се користи масло, отколку кога се користи само водена крема која што разладува во моментот. Така да ова е една обратна работа, заради тоа што најчесто и јас тргам и од себе, најчесто јас кога сум била дете, при изгореница обавидно кремата која што се користила била течна, меѓутоа може да се користат и природни работи, тоа е многу познато нели во нашата народна медицина дека киселото млеко, јогуртот, директното нанесување може да го намали воспалението и за 1 час до 2 часа. А што е со, да речеме, масло од кантерион? Дали смирува? Некогаш и со тоа маслото родителите од знаат да кантерион намачкаат. смирува, меѓутоа мора да бидеме сигурни дека нема во наредните 12 часа да го изложиме детето на сонце, заради тоа што кантерионовото масло е фототоксично, односно на сонце предизвикува деградациони продукти кои што убаво да се знае. Да, кои што се токсични за кожата. Многу е добро тоа да се знае, заради тоа што повеќето луѓе го користат за сончење. Токму за сончење прават тинктури со Точно, да, заради тоа што со кантерионовото масло многу побрзо потемнува кожата, меѓутоа ризиците за појава на рак понатаму во животот кога се користи кантерионово масло се многу поголеми, заради тоа што е фототоксичен. Самото кантерион е фототоксичен. А што е со природните масла кои што штитат од сонце? Еве кокосовото масло често се споменуваше дека има некој заштитен фактор 5+, ако не се лажам, тука некаде не сум сигурна. Има масла кои што имаат ниски заштитни фактори, природни заштитни фактори, како што е кокосовото масло, маслиновото масло. Има и масла кои што имаат високи заштитни фактори. Значи тоа се маслото од семки од малина или маслото од семки од морков. И тие најчесто се добри за комбинација кога се прави природна крема за бебе. Најдобри се да се искористат тие масла заедно со физички заштитен фактор и тука знаеме дека имаме потполна заштита од сонцето и не само тоа, туку оваа комбинација на фактори предизвикува и намалување на алергиите, на појавата на алергии од сонце. Што не е случај доколку се користи физички фактор, бидејќи физичките фактори многу луѓе имаат искуство со тоа, дека велат ќе излезам на сонце и ништо не ми помага, кои фактори да го користам. Причината заради тоа што и физичкиот фактор го зголемува, значи хемискиот фактор го зголемува
појавата на алергија заедно со сонцето. Кога се користат овие две масла кои што имаат висок фактор и физичката заштита, значи не само што се заштитува од сонце, туку се намалуваат и појавата на алергиите. Така, ова е убаво да се знае. Омега Ро Козметик направи линија за деца, и тоа креми за сончање. Еве ги и тоа со вие две, за момче и за девојче. Што содржат? Па вака, значи, овие се креми за сончање за лице, за вечињата. Направени се по таа ро технологија, содржат масло од семки од малина, масло од семки од морков, маслиново масло и шипутар. Значи природни состојки. Додадено е и физички фактор, цинкоксид, заради тоа што цинкоксидот децата подобро го толерираат и подобро ги заштитува и од УВА и од УВБ зраците. Со тоа што значи овие креми, морам да напоменам дека во бебешката козметика и во козметиката за деца се повеќе се напоменува дека колку е помал бројот на состојките кои што се користат, толку е помала можноста кожата да изреагира. Односно, толку е помала можноста да се јават црвенила, екземи. Сите креми од детската колекција кои што ние ги правиме имаат помалку од 5 состојки и не содржат никакви конзерванси. Зошто има поделба на крем за сончење за лица и крем за сончење за тело? Дали состојките се разликуваат, концентрацијата е поинаква? Не мора да значи дека секоја крема која што е за тело не е за лице, за сончење, или пак обратно. Меѓутоа, концентрацијата на маслата во кремите за лице се поизразени, заради тоа што тие делови, доколку детето не носи капче, се многу пострашно е да изгорат отколку останатите делови од телото. За која возраст е наменето, кога најрано може да се употреби? Од 6 месеци. Од 6 месеци, значи ова 6+. Двајца гледачи на телевизија Телма ќе ги добијат на подарок овие две креми за сончење, за безгрижно да можат да си го минаат времето додека се на плажа. Едната крема ќе ја поделиме во емисија, а другата на нашата Facebook страница 0M+ на телевизија Телма. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Еден гледач ќе вклучиме во програма и во зависност од тоа дали имаат момче или девојче, ќе добијат едно од овие две креми. Значи ве очекуваме. Покрај оваа козметика која што е наменета за сончање, за престој на сонце, за деца, исто така имате органска козметика и за секојдневна нега на бебињата. Да. Дали таа е базирана на мал број состојки, како што споменавте, колку помалку, толку подобро? Да, точно, таа е базирана на мал број состојки, значи максимум до 7 состојки. Обратно, како што кажав, возрастната козметика бара, ние особено жените бараме да има кремата да е богата. Што повеќе толку подобро. Децата не смееме така. И затоа секоја крема значи е направена, која што имаме, секоја крема е направена со многу малку состојки. Главни состојки се оние масла кои што се најбезбедни за децата, што бидејќи не значи дека маслата кои што се користат за возрастни се безбедни за деца. Оние масла кои што се изразени од Светската здравствена организација како хипоалергенски и дополнително како нешто што не е многу специфично за производите кои што ги имаме, се живите сокови кои што ги ставаме. Например, имаме купка за тело и сапунче за лице, шампунче за коса, кои што содржаат свежоцеден сок од морков и свежоцеден сок од портокал. Колку убава. Да. Кога ги бираме свежите состојки, бираме да бидат оние од она храна која што бебињата може да ја јадат, за да можат оваа козметика да биде применлива дури за најраната возраст. Така, имаме гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден. Поздрав до емисијата и до гостинката. Благодариме. Кој ни се јавува? Една баба од Тетово со две внучиња, и машко и женско. Колкави се внучињата? Едното има 6 месеца, а другото, девојчето има 6 месеца, а детето нема уште 3 години. Малку се поголеми, но сепак ќе може да искористат оваа козметика, зошто да не да... Ама едното има 6 месеца. 6 месеци има, одлично, јас помислив дека има 6 години, значи совршено, идеално. Дали се подготвуваат за одмор, дали може би знаете ова лето дали ќе појдат на одмор? Сигурно. Одлично. Значи ќе го искористат. Што е само второто внуче кој што има 6 месеци, дали е момче или девојче? 6 месеца девојче. Девојче. Ова е подарокот за вашата внука. Се надевам дека убаво ќе си поминат додека се на одмор. Го оставете ги вашите податоци во телевизија Телма и подарокот ќе ве очекува во просториите на телевизија Телма. Кога зборуваме за
изгореници ти оставаат трајни последици. Кои се опасностите од изгореници во детска возраст? Споменавме дека кожата памти. Така, кожата памти, иако кажавме дека инциденцата на појава на карциноми меланом во детските години така, не е честа, меѓутоа кожата памти, најмногу се развива, најмногу од случаевите кои што имаат рак на кожата се над 70 години, значи или од периодот од 60 до 70 години, тоа убаво ни покажува дека сето тоа настанува заради тоа што премногу сме изложиле кумулативното дејство на кожата од сонце. Не само на сонцето, туку и на некои можеби и канцерогени. Морам да напоменам дека постојат и канцерогени заштитни фактори и како и канцерогени состојки во кремите. Така имаше цела листа со производи за деца наменети за плажа, кои што ги објави една организација која што се занимава токму со тоа, со здравјето на децата, кои што беа ставени на црна листа како небезбедни. Меѓу нив има многу познати светски брендови. Родителите треба да се информираат и да прочитаат пред да купат производ, дали се наоѓа на таа листа. Точно, да, најубаво е да се проверат, како што кажав и на почетокот. Штетните ефекти не само како за канцерогените состојби кои што се појавуваат, значи настануваат и прирано старење на кожата. Значи колку повеќе е кожата изложена на сонце, толку повеќе старее и толку побрзо на детето може да му се развијат и старосни пеги, појава на бемки кои што се нели можеби да бидат бенигни, да не се манигни, воопшто да не се канцерогени. Значи појава на оние исипи по телото кои што налекуваат на шаренило. Сите тие состојби, па дури сега се линкува и витилигото се линкува како дека може да настане потешки изгореници на кожата од сонце. Сепак морам да напоменам дека не треба во целост да го избегнеме сонцето и не треба во целост децата, да речем повеќе од 1-2 годинки, да се скроз заштитуваат од сонце, заради тоа што единствено во кожата го развиваме активната форма на витаминот D, кој што е навистина многу потребен. Така да се во умерени граници е потребно. Потребно е нормална заштита, убава заштита, силна, меѓутоа потребна е умерена сончева светлина, зашто сонцето сепак не е наш непријател, како што сите го кажуваат. Рано наутро, до 10 ми се чини е препораката и попладне, но сега читав и некои најнови препораки, дури во пладневните часови под шарена сенка може детето да се изнесе, за да се стимулира синтезата на витаминот D. Ирина, ви благодарам што бевте дел од 0N+, навистина корисни совети и препораки за родителите и ви благодарам и за подароците за нашите гледачи. А кога зборуваме за тоа колку е важна заштитата, кога се децата на плаж, уште да споменам дека има UV заштитна облека која што блокира 97% од UV зрачењето, па особено корисна кај децата со оглед на тоа дека нивниот одбранбен систем за заштита од сонце не е доволно развиен. Ви благодарам што не следевте, гледајте не секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.